Машини за производство, алат, готови производи, магаcinski залихи и голем дел од фабричката зграда во која беа сместени две кочански фабрики изгореа денес во пожар. Од огнот одвај се спасија 25 работнички кои останале заробени во фабричката хала. На долниот дел од зградата имаше врата. Таму ја скршиме вратата, стаклото, таму ги извадиме. Што на горниот дел немаше шанси да излезат од таму. Пламено беше од кај вратата, од кај главниот влез. Освен конфекција, во зградата е сместена и градежна фирма. Двете фабрики работат со лесно запаллив материјал, па токму и поради ова пожарот за кратко време го зафатил целиот објект и се во него. Ние работиме од средината натаму не преграден објект. Предниот дел почнал да горе, не знаеме од шо. И почна да чуре. Кога искочиме веќе предниот дел беше зафатен. Штетата е голема. Машини негде околу 60. На 20 тона материјал, 5000 бројки готова роба што требаш да товариме денеска. Тоа се уништено. Ништо не можеме да спасиме. И ташните на жените изгорува, и палтини, значи се изгорува. 4 противпожарни возила и 10 пожарникари беа немокни и можеа да спасат малку. Евакуирана значи цела територијална противпожарна единица, но поради обемноста на пожарот, односно на пожарувањето, исто така е побарана помош од противпожарна единица Виница. Истите ни излегоа во престрел со едно возило и тројца пожарникари. Инаку станува збор за објект со големина од 650 метри квадратни во кој двете фирми се преселиле неодамна, заменувајќи го објектот под кирија со сопствен. Сопствениците имале осигурување само за зградата, но не и за она што е во него, така што пожарот на нив им донесе голема штета која се мери во стотици илјади евра. Дополнително на газдите на глава им тежи и договорот со партнерите од странство и неизвестноста како тие ќе реагираат на уништени порачки. Инаку двете фирми постојат околу 10 години, тие освен за семејствата на сопствениците, се единствен извор на екзистенција уште на 30 кочански семејства. За само еден месец ова е втор голем пожар во регионот, по оној во хотелот Црешово топче во Пробиштип.